Парламентарното мнозинство, предводено од СДСМ и коалицијата, преку Комисијата за култура во Собранието на Република Македонија, активно се вклучува во процесот на заштита на Охрид и Охридскиот регион, чиј статус на светско природно и културно наследство, поради повеќе годишните штетни политики е доведен во опасност. Сведоци сме дека изминативе години Охрид и Охридскиот регион, кој иако е повторувам, едно од 35-те природни и светски културни наследства, беше жртва на бесмислени политики, на несоодветна градежна експанзија и на небулозни проекти. Комисијата за култура активно ќе го следи спроведувањето на законската регулатива, незината функционалност и реализирањето на одлуките на Комитетот на УНЕСКО, од каде не предупредуваат дека доколку не се постапи по препораките во следните 2 години, односно до крајот на 2019 година, постои сериозна можност Охридскиот регион да биде впишан на листата на светско наследство во опасност. Само да укажам дека ваков статус светско наследство во опасност стекнуваат подрачја како што се Ирак, Сирија и други каде што се водат војни. Имајќи ги сите околности предвид, во тек е надзорна расправа, јавно сослушување, чија цел е да ги опфати сите аспекти за состојбата со нашето светско, природно и културно наследство, како што се погрешните политики од минатото, штетните последици што таквите политики ги предизвикале, вклучително и насоките за активностите што веќе се преземаат за Охрид и Охридскиот регион да ги вратиме на пиедесталот што им припаѓа. Парламентарниот надзор од страна на Комисијата за култура се спроведува во период кога владата на Република Македонија ги стопираше штетните проекти кои што беа причина за извештајот на реактивната мониторинг мисија на УНЕСКО и кога надлежните институции веќе преземаат различни активности согласно одлуката на Комитетот на УНЕСКО. На денешното продолжение на надзорната расправа се концентрираме на надлежностите и одговорностите што ги имаат јавните и националните установи, како и управите од различни области одговорни за заштита, управување и надзор на состојбите во Охридскиот регион. Од исклучително значење доследното почитување на законската регулатива, како и целосно интегрирање на Конвенцијата на УНЕСКО за заштита на природното и културното наследство во нашето законодавство. Заш едно е, вредно е, наше е, светско е. Верувам дека надзорната расправа ќе биде успешна и очекувам заклучоците што ќе произлезат од неа да бидат обврска за надлежните институции. Ви благодарам. Повелете доколку имате прашања. Би издвоила нешто што е особено алармантно во наведовте дека состојбата сефтивна е многу алармантна, меѓутоа има што конкретно мислите каде најмногу штета е направена? Како во природното, така и во културното наследство. За среќа проектите како што е ски центарот Галичица, тоа е стопирано, автопатот, исто така владата, автопатот 3, владата го стопираше, понатамошното проектот како што беше. Исто така, Националниот парк Галичица донесе одлука за стопирање на промена на зонирањето во паркот. Она што е многу важно, изготвен е извештајот на напредокот и упатен до УНЕСКО навреме. Освен тоа, владата подготви акцијски план по кој што институциите се обврзани да постапуваат. Согласно препораките на УНЕСКО, така е подготвен и акцијскиот план, и не помалку важно е што Министерството за култура на 1 февруари оваа година ја основаше Комисијата за управување со Охридскиот регион, односно клучното тело за заштитата на нашето природно и културно наследство. За прашања и од поспецифичен карактер, тука се и колешките Морачанин и Корубин со кои заедно ја подготвувавме надзорната расправа.